15 часот и 30 минути. Македонско радио, Радио Скопје. Владневен вестник. Договорот со Грција во фокусот на денешната седница на Собранието за пратенички прашања. На 5 јули пратениците повторно ќе гласаат за законот за ратификација на договорот за името со Грција. Европската перспектива на регионот и Македонија дел од приоритетите на австриското председателство во Европската унија. Југохром нема да почне да работи додека не постави филтри. Кулминира кризата во германската коалициска влада поради проблемот со мигрантите. Ова се настаните на денот, слушајте го пладневниот радиовестник. Добар ден од Јулија Антовска. Договорот со Грција е во фокусот на денешната седница на Собранието за пратенички прашања. Овој прилог се подготвува и ќе го емитуваме во текот на пладневниот радиовестник. А пратениците на 5 јули повторно ќе гласаат за законот за ратификација на договорот за спорот за името со Грција. Ова е договорено на денешната координативна средба на председателот на Собранието Талат Џафери со координаторите на пратеничките групи. Во минатата недела во Собранието беше доставена одлуката на председателот на државата Ѓорѓи Иванов, со која тој информира дека нема да го потпише указот, бидејќи тој бил спротивен на Уставот и резолуцијата на Обединетите нации од 1993 година и како таков ја прави земјата зависна од Грција. Џафери пак рече дека постојат правни можности законот да биде објавен во службен весник и без потпис од Иванов. Јасната европска перспектива на регионот и Македонија, безбедноста на Европа, како и стабилноста во европското соседство, се дел од приоритетите на австриското председателство во Европската унија, што денеска ги презентира австриската амбасадорка Ренате Коблер пред пратениците. Ги потенцира и направените реформи во Македонија. Информира Петар Серафимовски. Јасната европска перспектива на регионот на Западен Балкан и Македонија останува врвен приоритет на австриското председателство во ЕУ, посочува амбасадорката на Австрија Ренате Коблер, представувајќи ги приоритетите кога тие ќе го преземат председателството пред членовите на Собраниската комисија за европски прашања. Вети дека ќе биде силен поддржувач на Македонија, притоа наведувајќи ги достигнувањата што според неа ги направила државава во изминатиот период. Договорот за пријателство со Бугарија, договорот за името со Грција. Постигнувања и напори кои што се соодветно одразени во неодамнешните заклучоци на Советот на Европската Унија. Дозволете да кажам дека никогаш не сте биле поблиску до Европската Унија отколку што сте сега. Според вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи, Австрија е силен поддржувач на земјите од регионот и на Македонија во остварувањето на нивните стратешки цели. Сакаме членство во Европската унија, почитувајќи ги европските принципи, правила и стандарди и најважно почитувајќи ги европските вредности кои Европската унија ги представува. Тоа е секако е запишано во статуите на сите партии во ова собрание. Но сега дојде време кога овие заложби ќе треба да ги демонстрираме конкретно со нашите одлуки, со нашите активности, со нашите постапки. Инаку третото шестмесечно претседавање на Австрија во ЕУ доаѓа во чувствителен момент поради Брекситот, мигрантската криза и изборите што треба да се одржат во наредната година. Приоритет меѓу другото ќе биде ставен и на безбедноста на Европа, како и стабилноста во европското соседство. Република Македонија за една година мора да презентира сериозни реформи во судскиот систем, јавната администрација и во системот за безбедност, доколку сака наредната година да ги започне преговорите за членство во Европската унија. Ова беше речено во почетокот на летната школа, што во организација на Македонската академија на науките и уметностите се одржува во Охрид. При тоа беше посочено дека не треба само да се носат законите, туку и да се имплементираат, бидејќи тоа е единствениот пат што води во Европската унија. Од Охрид се јавува Сашо Неловски.
Најголем дел од рефлекторите на Европската Унија ќе бидат насочени кон Министерството за правда, каде што се очекува за една година да бидат завршени голем дел од реформите. Ова во Охрид го изјави министерката за правда Рената Десковска, при што нагласи дека таа е оптимист дека ќе стигнат на време да ги завршат сите поставени приоритетни задачи. Се надевам после тоа дека ќе добиеме и консензус од сите политички партии, чие што мнозинство е неопходно во парламентот, имајќи во предвид дека добар дел од законите се носат со двотретинско мнозинство. Законите ќе се напишат и донесат, но секогаш проблем е нивната имплементација. Заради тоа е многу важно што земјата постојано ќе биде под мониторинг на Европската Унија. Добро е што ќе се отвора преговорите, бидејќи низ таква пресија и со таков мониторинг ќе можеме да одиме напред. Инаку тешко одиќе и донесите законите, нема имплементација и се останува на почетната точка. Има голема партизираност на сите институции, а особено проблематичен е судскиот систем. Поради тоа, судството како независна власт, како и обвинителството, ќе имаат целата логистичка поддршка од Министерството за правда за да ги исполнат своите обврски во зацртаниот рок. Доколку спикерот Џафери и директорот на службен весник Костовски ги објават во службениот весник без подпис од председателот Иванов законите за ратификација на договорот помеѓу Република Македонија и Грција, како и законот за јазици, ќе го прекршат законот и уставот и им се заканува затворска казна од најмалку 5,5 години за злоупотреба на службената должност и самовластие, изјави портпаролот на ВМРО ДПМН Димчарсовски. Доколку Костовски како директор на службениот весник на Република Македонија и Талат Џафери како претседател на Собранието на Република Македонија го сторат ова кривично дело и ги објават законите без подпис од претседателот Иванов, не само што ќе бидат оспорени пред Уставниот суд, тие и ќе се соочат со затворска казна од најмалку 11 години по човек. Да ги подсетиме Костовски и Џафери дека кривичното дело кое што е сторено никогаш не застарува. Државните и јавните функционери се избрани да го почитуваат законот и да работат според него. Во спротивно, ние ќе ги искористиме сите правни можности и мерки да бидат истите соодветно казнети. Организацијата Обединети македонци во Канада е против преспанскиот договор, бидејќи тој ги гази сите норми на достоинствено и морално однесување, но и сите уставни норми во Република Македонија. Министерот за надворешни работи Никола Димитров воопшто нема правно овластување за склучување на ваков тип договори, а председателот Иванов го охрабруваме да го искористи своето право на така наречено джебно вето, со што и конечно ќе го погребе срамниот договор, велат од Обединети македонци од Канада. Сузана Калчева. Иако живееме далеко од татковината, длабоко сме заинтересирани и загрижени за сите дневни настани, посебно настаните од далекосежна и национална тежина, кои ги засегаат сите македонци, без разлика каде да живееме. Се наведува во отвореното писмо на најстарата и најмасовна македонска национална организација во светот, Организацијата Обединети македонци во Канада. Крајно сме загрижени со најновите постизборни измами на собраниското мнозинство, предводено од СДСМ и ДУИ, да го смени името на нашата татковина Република Македонија, а со тоа да го смени нашиот национален идентитет во татковината и надвор. Според Организацијата на Обединети македонци од Канада, секој добронамерен и национално свесен македонец знае дека нашето исконско име е Македонија, со уставната одредница Република пред името Македонија. Оваа уставна одредница е достаточно разграничување од трите околиски области поробени од страна на Грција по Балканските војни во 2012-13, тоест Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија. Според тоа, како што се наведува во писмото, дополнителните услови за прием на Република Македонија во Обединетите нации беа и остануваат излишни и незаконски, затоа што државите не разговараат ниту преговараат за имињата. За проблемот со наметнатиот спор за името од страна на Грција треба и мора да се бара исклучиво во рамките на Обединетите нации, тоест во Генералното собрание, каде што со просто мнозинство од присутните членки конечно ќе му се стави крај на овој геноциден притисок од нашиот поробувач. Организацијата на Обединети македонци целосно е против срамниот така наречен преспански договор, бидејќи тој ги гази сите норми на достоинство и морално однесување, но и сите уставни норми во Република Македонија. Од најстарата и најмасовна македонска национална организација во светот подсетуваат дека председателот на државата се избира на избори непосредно од граѓаните.
додека владата се избира посредно од мнозинството пратеници во собранието, со што го поставува председателот на Републиката во поповолна и условно кажено надмоćна положба кога станува збор за меѓународните односи. Како што се наведува во отвореното писмо, спорно во договорот е и тоа што министерот за надворешни работи Никола Димитров, како шеф на македонската дипломатија, но не и на македонската држава, воопшто нема правно властување за склучување на ваков тип договори. Според тоа, министерот за надворешни работи сторил казниво дело на пречекорување на своите службени овластувања, за кое може кривично одговара до 5 години затвор. Го изразуваме нашето целосно поддржување на суспензивното вето на председателот Иванов во однос на договорот и го охрабруваме да го искористи своето право на така нареченото джебно вето, со што и конечно ќе го погребе срамниот договор. Велат од Организацијата Обединети македонци во Канада, која е основана во 1959 година, со цел обединување на македонците во Канада во нивната борба за национални права на македонците во светот. Вчерашните протести во Солун и Атина против договорот од Преспа завршија со судири меѓу полицијата и демонстрантите. Во Атина беа уапсени 3 лица, а едно е повредено. Денеска во Солун е закажан нов собир. Билјана Таневска. Во Атина пред парламентот, како што јави МИА, за време на протестот се случиле инциденти од кога поголема група маскирани лица ја нападнале полицијата со пиротехнички материјали, пошто специјалците одговориле со употреба на солзавеци шок бомби. Работата на новинарските екипи дополнително ја отежнале маскираните лица кои вербално ги нападнале новинарите, снимателите и фоторепортерите, побарале да се оддалечат од местото каде што се случиле инцидентите и не дозволувале да се снима или да се фотографира. Маскираните лица неофицијално биле радикални десничари. Ситуацијата се смирила за кратко време, пошто граѓаните продолжиле да протестираат, но делот околу парламентот бил под силно полициско обезбедување. На собирот во Солун исто така имало инциденти меѓу демонстрантите и полицијата, но во помали размери од оние пред грчкиот парламент. За денеска во 20 часот по локално време во Солун е закажан нов протест против договорот од Преспа, организиран преку социјалните мрежи. Портпаролот на владеачката партија Независни грци Теодорос Стосунидес предупреди дека неговата партија ќе разгледа можноста за излез од коалицијата со Сириза, ако владата го внесе во парламентот договорот за името, објави Катимерини. Различните позиции во однос на договорот од Преспа беше капката што ја прелеа чашата и грчката партија потами реши да ја напушти коалицијата Движење за промени, во која влезе со централно-левичарските партии ПАСОК, Демократска левица и Движење на демократски социјалисти. Го следите пладневниот весник на Македонското радио, Радио Скопје. Постапувајќи по поднесени кривични пријави против 5 судии од Уставниот суд на Република Македонија, основното јавно обвинителство Скопје утврди дека нема основано сомнение дека осомничените ги сториле кривичните дела за кои беа пријавени, пошто донесе решение за отфрлање на кривичните пријави. Во кривичните пријави поднесени од Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес, беше наведено дека 5 судии од Уставниот суд сториле кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и самовластие од кривичниот законник. Според подносителот, судиите не постапиле по трите иницијативи што тој ги доставил во Уставниот суд на Република Македонија, и тоа првата за поништување на Законот за специјалното јавно обвинителство, втората за поништување на одлуката за избор на председател на Собранието на Република Македонија и третата иницијатива за поништување на одлуката за стапување на Република Македонија во членство на НАТО. Подобрувањето на квалитетот на стручното образование и стекнување вештини, особено кај младите, ќе биде цел на проектот Образование за вработување во Македонија, кој беше промовиран денеска во Стопанската комора. Информација на Нада Маричич. Проектот Образование за вработување во Македонија ќе се реализира во наредните 10 години со цел да овозможи повеќе граѓани, при што посебен фокус ќе биде ставен на младите од 15 до 29 години да се стекнат со квалитетно стручно образование и обуки и да помогне во развој на посебен систем за стекнување стручни вештини кои ќе доведат до зголемено вработување во земјава.
Проектот е поддржан од Швајцарија и како што истакна амбасадорката Сибил Сутер Техада, таа очекува во првите 4 години од неговата реализација на 2000 млади да бидат вработени како резултат на заеднички напори со владата за реформа на системот за развој на стручните вештини. Партнерството меѓу стручните училишта или оние кои нудат обуки и приватниот сектор е клучно за осигурувањето дека младината ќе ги стекне вештините кои им се потребни на работодавачите и што ќе им помогне полесно да дојдат до вработување. Токму затоа вклученоста на приватниот сектор е во основата на нашиот проект. Освен осовременување на наставните програми и подигнување на квалитетот на практичната настава, наша заложба е истакна Билјана Пеева Ѓурич, веде извршен директор на Стопанската комора на Македонија, учениците во стручното образование да бидат подготвени за влез на современ пазар на труд, кој брзо се менува, а тоа може да се реализира со флексибилни наставни програми, каде што бизнис секторот ќе има зајакната улога при едукативниот процес. Според неа, на 40% од младите се невработени. Овој проект е насочен кон сега зборуваме за средното стручно образование, затоа што токму тие профили недостасуваат во согласно потребите и она што се укажување на бизнис заедницата. Проектот ќе има буџет од 12,5 милиони евра, а ќе биде имплементиран во партнерство помеѓу швајцарската невладина организација Хелветас, Стопанската комора на Македонија и Македонскиот центар за граѓанско образование. Од денеска до 31 август општините може да аплицираат на огласот за рурален развој со капитални проекти кои ќе го подобрат животот во селата, ќе се подобри комуналната и патната инфраструктура и ќе се заштитат традиционалните културни вредности. Елизабета Демировска. Објавен е оглас за рурален развој кој ќе трае до 31 август оваа година. Општините може да аплицираат со проекти за 3 мерки, и тоа за подобрување на условите за живот, обнова и развој на селата, како и зачувување и унапредување на традиционалните вредности, рече министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Ги повикуваме општините и градоначалниците на сите општини во државата да подготват квалитетни проекти за аплицирање за мерките и да ги вложат своите максимални напори. Преку овои мерки овозможуваме подобрување на моменталната состојба во руралните средини и достоинствен живот за граѓаните во овие средини. Директорот на платежната агенција Никол Чебабовски истакна дека најмногу со 3 проекти може да аплицира една општина, односно по еден за секоја мерка. Потребни се основни документи, а постапката не е сложена. Услов е општините да немаат активен проект и да имаат платено ДДВ. Со мерката за подобрување на животот во руралните средини стојат на располагање по 20 милиони денари за секој еден добар проект. Со ова мерка можат да аплицират општините за поврзување и изградба на регионални или локални патишта од 5 до 7 километри, изградба на водовод и канализација, обновување на младински културни центри, добиточни пазари. Во мерката обнова и развој на селата исто така стојат на располагање 20 милиони денари за секој еден апликативен проект. Со ова ќе се изврши реконструкција и изградба на селски улици, реконструкција или изградба на плоштади во руралните средини. Со мерката за зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, општините ќе можат да аплицираат со проекти во висина од 15 милиони денари. За средствата од трите мерки, освен општините, може да аплицираат и центрите за развој на планските региони, а за третата мерка и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и јавното предпријатие Македонски шуми. Во собранието денеска, како што веќе најавивме на почетокот на Пладневниот радио вестник, седница посветена на пратенички прашања. Актерската реторика не ви дава за право да користите навредливи и безобразни зборови, му порача премиерот Зоран Заев на пратеникот Крсто Јовановски, кој го нарече предавник и лажго, кој како таков ќе биде запишан во историјата. Неговата сопартика Лилјана Затуровска побара мекици за генетски модифицираното новороденче. Договорот со Грција во фокусот на седницата на собранието за пратенички прашања. Прилогот на Мира Костич е подготвен, да го проследиме. Крсто Јовановски го нарече премиерот предавник и лажго, иако претходно рече се надева дека во неговата експликација некој од присутните нема да се препознае. Ги наведе своите предци, цитираше деци и го праша Зоран Заев како да му верува на човекот кој се колнел дека нема да ги смени уставот и името, дека сега имаме датум за преговори.
Премиерот во одговорот рече дека стои зад договорот со Грција со сета морална и политичка одговорност и го посети Јовановски дека е човек кој спиел во струмичките коцкарници и од него зајмел пари да ги плати долговите, а сега лицемерно глуми патриот и борец за името. А денес, кога вашето предавство е верифицирано и подпишано со подпис од проколнатата рака, веќе нема место за сомнеш или за двоумење. Вие денес сте несомнени предавници, само слепци или крајно тенденциозни луѓе, користољупци, не можат да го видат ова ваше предавство. Вие во историјата ќе влезете како лажни лидери, што го предадоа светото народно име Македонија за материјална корист и за троа власт. Баронот Минхаузен, Феликс Крул или пак Остап Бендер се такви екстраординарни лажливци што влегле во историјата како модели за чудење. Сега кон нив полека се придодава името на нашиот лажен премиер, кој се што кажа досега излажа, а сега по ова најново веле предавство лажно го представува како триумф. Триумф на лагата. Вие со сите ваши аморални аспекти, произлезени од поранешна власт, онаква како што ја знаат сите во Македонија, се дрзнавте да користите безобразни дрски зборови. На дури и во парламент не дозволива навредливост, која што колку и да сте глумец, колку и да е вашата реторика актерска, тоа не ви го дава за право. Заради тоа што вбризгувате омраза кај нашиот народ. И конечно сме држава, признаена од целиот свет. Конечно ни е признае македонскиот народ. Конечно ни е признае македонскиот јазик. И повеќе дилеми нема. А вие може да пукнете ако сакате што не го решите ова прашање. И вие декларирате дека сте за НАТО и за Европската унија. Па зошто не ја внесовте 11 години без решен проблем со Грција, Македонија во НАТО и во Европската унија? Не ви беше ни важно тоа, затоа што не носише политички поени. Определете се за каде сте. Тогаш ќе им помогнете на граѓаните. Што толку се плашите ако граѓаните одлучуваат? Веднаш по Јовановски, неговата сопартика Лиљана Затуровска побара мекици за, како што рече, генетски модифицираното новороденче без идентитет и карактер. Серијата пратенички прашања ја отвори Горан Манојловски со договорот со Грција, кој поради долгата саркастична експликација за работата на владата во стилот дојде живот, не ги формулира и адресира прашањата, па го стори тоа дополнително надвор од протоколот. Тоа беше прилогот на Мира Костич, која ја следи денешната седница собраниска посветена на пратенички прашања, а ние во продолжение со уште неколку информации од земјава. Агенцијата за храна и ветеринарство донесе решение за забрана за увоз и транзит од Бугарија на овци, кози и нивно млеко и месо со цел да спречи внесување на болеста чума, која од пред 10 дена е потврдена во Бугарија, а е присутна и во Турција. Агенцијата соопшти дека се воведени и мерки за брза реакција и успешно справување при евентуална појава на болеста и кај нас. Чумата е вирусно заболување кое брзо се шири во стадото и предизвикува големи економски загуби кај оваа категорија животни, но не представува опасност за луѓето. Симптомите се треска, рани во устата, диареја, пневмонија и смрт кај животните. Вирусот се шири преку директен и близок контакт меѓу животните. Чумата кај малите преживари е болест која се наоѓа на листата на болести на Светската организација за здравствена заштита на животните кои задолжително треба да се пријават. Агенцијата достави известување до сите ветеринарни друштва да го зголемат нивото на предпазливост и веднаш да пријават евентуални сомнителни грла кај ветеринарите. 6 мина од вкупно 12 повредени мигранти кои беа хоспитализирани во Штипската болница се префрлени во прифатен центар во Скопје, а другите се уште се на одделението за ортопедија. Како што информира директорот на болницата Ален Ѓоргиев, во текот на денот лекарите треба да решат дали тие ќе бидат пуштени од болница или ќе продолжат со лекување. Сообраќајната несреќа во која 2 лица загинаа, а 20 беа повредени, се случи во минатиот понеделник на патот Штип-Радовиш, кога комби со скопски регистарски таблички удари во заштитната ограда на мостот кај рудникот Бучим. Најголем дел од мигрантите беа од Шри-Ланка и Бангладеш, а на сите крајна дестинација им била Италија.
Пред основниот суд денеска протест за поддршка на Филип Достовски, основачот на Зелена алтернатива, активист за легализација на марихуаната и едукатор за лекување со масло од канабис. Достовски изјави дека очекува фер судење и дека со маслото од канабис лекувал повеќе пациенти. Неправедно е активисти да се под прогон, а компании да произведуваат масло од канабис. Со поддршка за Достовски пред судот беше и адвокатот Јанаки Митровски и представници на Сдруженијето Билка. Ме уапсија двајца, мене и уште еден колега од Сдруженијето. Кај мене најдоа див коноп кој расте во Кочани, кој 2 години пред тоа пративме анализи во Израел и дознавме дека е многу добар за епилепсија и да се лечи со друго масло, нели што има ТХЦ, што е илегално. Кај мојот другар најдоа ТХЦ масло, морам да напоменам и двете ТХЦ канабис, и двата канабиса ни се дадени од пациенти за да им изработиме масло. Едни од пациентите се и припадници на МВР. Обвинителката ми кажа на едно рочиште, не се секирај, знам све што си правил и за мои блиски луѓе. Сега би сакал таа обвинителка да ја прашам дали незините блиски луѓе ќе се согласат со обвинението што ми го имало на покренато. Сметаме дека е недозволиво во услови кога државата овозможува бизнис на големи компании кои имаат значителни средства да произведуваат масло со канабис, е недопустливо да граѓанските активисти се наоѓаат под кривичен прогон. И уште една информација за жителите на главниот град. Од утре до сабота, во периодот меѓу 23 и 4 часот, во Скопје ќе се спроведе првата фаза од прскањето против комарци. Ако временските услови не ја дозволуваат предвидената дезинсекција, процесот ќе се изврши кога тие ќе бидат поволни. Градот Скопје апелира пчеларите на време да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Од светот. Кулминира кризата во германската коалицијска влада поради проблемот со мигрантите. Министерот за внатрешни работи понудил оставка. Мексиканците избраа нов председател, досегашниот Пења Нието го призна поразот. Вестите од светот ги подготви Душан Радошевиќ. Германскиот министер за внатрешни работи Хорст Зехофер очекува да има средба со канцеларката Ангела Меркел на која ќе се разговара за неговата понуда да се повлече од функцијата. Средбата е предвидена за попладнево во Берлин, а на неа Меркел и Зехофер настапуваат и како лидери на Христијанско-демократската унија и Христијанско-социјалната унија, чија повеќе децениска коалиција е во тешка криза околу мигрантското прашање. Зехофер се соочува со тешки регионални избори во Баварија, каде што регионалната конзервативна партија губи гласови во полза на отворено антимигрантската партија АФД. Како министер за внатрешни работи, Зехофер најави дека ќе воведе контроли и ќе почне да ги враќа мигрантите од германските граници, дури и без согласност на Меркел. На минатонеделниот самит на Европската унија, Меркел бараше поддршка од другите членки на ЕУ за да ги задоволи барањата на Зехофер, но баварецот соопшти дека постигнатото не е доволно. Германскиот министер за надворешни работи, Хајко Мас, изјави дека спорот меѓу двете коалицијски партии околу положбата на мигрантите го нарушува угледот на земјата во светот и нанесува штета на владата на Меркел. Прорешниот градоначалник на Мексико Сити, левичарот Андрес Мануел Лопез Обрадор, ќе биде новиот претседател на Мексико, покажуваат прелиминарните резултати по вчерашните избори. Изборната комисија по брзото пребројување на гласовите доцна синоќа соопшти дека Обрадор освоил над 53% од гласовите. Откако прогласи победа, тој во своето обраќање рече дека ќе се залага за помирување, а во кампањата нагласи дека ќе работи на трансформација на Мексико и оти ќе ја испрли мафијата од владината структура во земјата. Обрадор истакна дека планира да воспостави автентична демократија и нема намера да воведува диктатура. Досегашниот претседател Енрике Пења Нието во телевизиско обраќање му ја честита победата и вети мирна транзиција на власта. Радио спорт. На фудбалскиот мундијал во Русија денеска две нови средби од осмина финалето. Започна третиот Гренслем тениски турнир, популарниот Вимблдон. Боголюб Јановски. Позната е уште една четвртфинална двојка на светското фудбалско првенство во Русија. На 7 јуни во Сочи домаќинот ќе игра со Хрватска. Епилог по вчерашните дуели од осмина финалето, во кој и Русија и Хрватска се пласираа во следната фаза со подоброто изведување на ударите од 11 метри против Шпанија и Данска. И двете средби во регуларниот тек завршија 1-1. Денеска нови два дуела од осмина финалето. Од 16 часот во Самара играат Бразил и Мексико, додека од 20 часот во Ростов силите ќе ги одмерат Белгија и Јапонија.
Денеска стартуваше и третиот годинешен Гранд Слем тениски турнир, популарниот Вимблдон. На дуелите од првото коло кај мажите од топ 10 носителите, првиот Федерер игра со Лајович, третиот Чилич се среќава со Нишока од Јапонија, шестиот Димитров со Вавринка, осмиот Андерсон со Гомбос од Словачка, а деветиот Изнер за противник го има германецот Маден. Кај жените во првото коло втората фаворитка вознијачки се среќава со американката Лепченко, четвртата носителка Стивенс игра со Векич од Хрватска, петтата Свитолина за противничка ја има Марија од Германија, седмата фаворитка Плискова ќе ги одмери силите со дарт, додека деветата Венус Вилијамс ќе се сретне со Ларсон од Шведска. Македонската кошаркарска репрезентација по мечот со Швајцарија успеа да избори пласман во втората фаза од предквалификациите за пласман на Евробаскетот во 2021 година. Уште тогаш беше јасно дека еден од противниците ќе не биде селекцијата на Косово, која не исфрли од предквалификациите за светското првенство, а за вториот противник требаше да завршат надпреварите од групата Д, особено дуелот меѓу репрезентациите на Хрватска и Романија. Надпреварот во Клуш го доби Хрватска со 90:63, па така Романија е нашиот втор противник во квалификациите за Евробаскетот. Нашите репрезентативци дуелите со Косово и Романија ќе ги одиграат во 3 периода, и тоа август, септември, ноември, декември оваа година, како и во февруари следната. Временски извештај. И за крај на Пладневниот радио вестник извештајот на Ленче Ризова од Управата за хидрометеоролошки работи. До крајот на денот во поголем дел од земјава ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност, а само во планинските подрачја во западните и северните делови ќе има услови за локален пораен дожд и грмежи. Максималната температура ќе се движи од 26 до 34 степени. Во Скопје и околината сончево со умерена нестабилна облачност и со максимална температура до 33 степени. Во текот на утрешниот ден времето во земјава ќе биде без значителни промени. Предпладне ќе биде сончево со слаб ветер од променлив правец. Попладне ќе има локален пороен дожд и грмежи, особено во северните делови. Утринската температура ќе се движи од 11 до 19, а дневната од 28 до 35 степени. Вредноста на индексот на увезрачењето ќе биде многу висока и ќе изнесува 8. И во Скопје утре сончево, попладне со умерена нестабилна облачност и со услови за краткотраен дожд со ретки грмежи. Утринската температура ќе биде околу 17, а дневната ќе достигне до 33 степени. До петок ќе преовладува сончево и топло време во попладневните часови со локален пороен дожд и грмежи, особено во планинските делови. Радио Скопје го емитуваше Пладневниот вестник. Технички го реализираше Илчо Серафимовски. Продуцент беше Гоце Станчев. Спикер Анета Трпевска. Водител Јулија Антовска. Одговорен уредник на Македонското радио Радио Скопје Наташа Андреевска. Ви благодарам на вниманието. Македонско радио, Радио Скопје. Продукција 2018 година.